Благодарам за репликата, председателе. Почувам, министер, нема потреба од нервоза, нема потреба од бегање од дебата. Демократски е, или како што вашава влада сака да се декларира, прогресивно е да имаме ширина на дебата. Нема потреба од оценки, ја нема да го спуштам нивото на дебатата и да употребам зборови како небулози или лицемерие, затоа што и впрочем мојата дискусија беше во конструктивна насока. И сето она што го кажав е вистина и побарав конструктивно да, како што ни препорачува дури или не оценила Европската унија, да инвестираме во дигитализација. Верувам, знаете, без разлика на вашата дискусија, за моето претходно професионално искуство, на кое што сум горд и во две влади, во извештајот на Европската комисија, проектот за кој што сум бил задолжен професионално е пофален, тоа е Европски транзитен систем, или за попрецизно, во делот на Царинската управа на транзитниот систем сме членки на Европската унија, буквално. Значи, буквално сме членки и сум горд на тој проект во професионален дел и многу сум упатен во делот на граничното управување во Република Македонија, со какви ресурси располагаме, какви софтверски решенија имаме и дали имаме можност, како што реков, да воведеме ригорозна контрола на границите и тврдам дека немаме. Онаква каква што препорачуваат или ја прават нашите пријатели од Европската унија. Еве, земете го примерот на Грција со ИПЛ системот, каде што еден обичен прашалник вака на корисникот е едноставен за употреба, меѓутоа во позадина на институциите и како ќе им користи да видат кој им влегува во државата, од која подрачје и така натаму, сега да не ја ширам темата. Ние за да изградиме таков систем ќе ни треба, не знам, година дена од сега, затоа што, како што реков, не сме си ја завршиле домашната задача во делот на дигитализација кога што требало. Или, например, кога велам дека имаме некоординираност во институциите и кога таа некоординираност може да се надмине со дигитализација. Па наместо одреден автобус X 153 пати да помине 135 пати да помине граница без соодветна лиценца, доколку институциите биле дигитално поврзани и проверката на лиценцата била електронска од одредена институција со надлежната институција, немало да сме имале таков случај. И во таа насока беше мојата дебата конструктивна, со апел дигитализацијата да биде приоритет, затоа што оваа пандемија ни покажа дека и текако квалитетна алатка за подобро менаџирање на кризата. А факт е дека имаме нескоординирани институции, затоа што со денови се чека одредена информација и се игра пинг-понг од една институција на друга институција, префрлувајќи се одговорноста од една на друга. Во делот дека ни треба посуштинска дебата на одредена тема, да, се надевам дека ќе се охрабри владеачкото мнозинство, еве и сега ново владеачко мнозинство, да биде по-конструктивно и по-демократско и по-прогресивно за предлозите кои што дајаат опозицијата, затоа што можеби не сте упатен во секојдневното работење на собранието вие како министер, меѓутоа на зборови сме овака супер и треба да има дебати, јавни расправи и надзорни расправи, меѓутоа на дело сите наши иницијативи не се прифаќаат затоа што се од опозиција и таков ни е системот поставен дека мнозинството одлучува за се. Па ја би ве замолил од вашата позиција да им кажете, да ургирате, да стимулирате кај вашите колеги пратеници, да ги прифаќаат предлозите од опозицијата и да имаме дебата на сите, па и нека се горливи проблеми во општеството, затоа што преку таа дебата ќе произлезат и по-конкретни решенија, а верувајте, и како политички субјект, меѓутоа и како поединци кои што имаме сериозен професионален бекграунд, нема да ви штети една таква дебата, туку напротив, може да ви биде од корист. Така би ве замолил конструктивно
беше моето излагање и да го задржиме нивото на конструктивност и во понатамошната дебата, а кога ќе имаме одредена конкретна тема, ќе се разбереме со аргументи и со конкретни информации дали ние како држава имаме одреден систем и на која ниво е и компаративно какви системи имаат земји од нашето обкружување и земјите кон кои што ние стремиме како држава да се асоцираме. Благодарам.